Битола ја гледам како град на млади луѓе кои се убедени дека токму овде ќе најдат просперитет на иднина и потврда на своето образование, стручност и квалитет. Град кој ќе создава услови за нови работни места и ќе се развива потпирајќи се на потенцијалот на своите млади сограѓани. Битола заслужува да биде град со сите урбани обележја во кои жителите нема да се грижат за банални проблеми. Битола заслужува да биде образовен и културен центар, изјави Зоран Илиевски, кандидат за градоначалник на општина Битола од ВМРО ДПМН и коалицијата, на денешната пресконференција на самиот почеток на изборната кампања. Битола мора да биде град на сите, на мажите и жените подеднакво, на македонците, турците, власите, ромите, албанците, србите, бошњаците, на граѓаните од градот и граѓаните од селата, на ранливите категории, на лицата со посебни потреби, на пензионерите, на спортистите, на навијачите. Град со еднакви шанси и грижа за сите. Но пред сите нив, Битола мора да биде град на среќни, безгрижни и безбедни деца, субави градинки, училишта, паркови, спортски игралишта и терени. Битолчани мора да живеат во здрава и безбедна животна средина, квалитетен воздух, вода и почва со многу зеленило. Битолчани мора да имаат лесен, соодветен пристап до квалитетна здравствена заштита, како изгрижување на старите и изнемоштените лица. Оваа кампања повеќе од било кога ќе покажеме партнерство на дело. Ќе разговараме со сите директно и отворено, да ги слушнеме проблемите, но и да ги чуеме вашите предлози. Работата и почитувањето на дадениот збор ќе победат на 15 октомври, кога немам никаква дилема дека повторно ќе ви се обратам како ваш иден градоначалник, изјави Илиевски.